Како е различно кога е ставено за снимање и ставено за сликање. Различна ми е камерата. Значи, здраво. Ова е каналот на Снежа мрежа. Јас сум Снежана, правам видеа со цел да комуницирам со сите вас. Верувам дека овој вид на комуникација може да допринесе до подобар живот за мене, за тебе и за сите. Сакам да споделувам лични делови од мојот живот и моите искуства и сакам да слушнам туѓи мислење и искуства во коментари. Инаку се занимавам со рачна изработка на кутии, како што може да се види во видеата подолу, а во иднина се надевам дека ќе живеам од споделување видеа на YouTube. Така да се трудам нормално да држам едно ниво на професионалност со тоа што повторувам интро направено со цел секое видео значи да има исто вакво интро и после тоа си дојде видеото на место. Не е важно. Значи, она што е важно е дека сакам да направам едно видео за тоа како се чувствувам моментално и што ми поминува во глава деновиве наназад, нели дека моментално сме во страсната седмица, се приближуваме кон Христовото воскресение, значи Великден, најубавиот, најголемиот и најсветлиот празник на целиот свет. Кој сака да го признае тоа или не е важно, поготоа нема да го признаат овие од Исис. И значи ова е нешто што го забележувам деновиве наназад во мојот внатрешен свет. Нормално нема да бидам овакво, не коментирам секогаш за тоа што надвор се случува. Имено се насмеав преска на едно видео, многу се сега ќе го спомнам. Вика, имаш ли дечко? Да. Вика, која нација е? Па вика, тој е од некоја друга нација. Од која нација? Од имагинација. Така и јас, мојот живот, всушност е во мојата имагинација, во мојот натрешен свет се сите овие видеа што ги дел од овие видеа што ги споделувам. Сакав да прибележам како на времето, значи сакав да направам видео за тоа како се чувствувам сега во споредба со многу години наназад. Имено пред 20 години. Не знам дали сум јас единствена, например, што прави таква ретроспектива во својот живот, за да правам, значи, ретроспектива години наназад. Значи, не нешто што се случило пред неколку дена, него пред децении, фактички пред 2 децении, 2,5 децении, фактички така ќе му дојде. Не знам дали сум само јас единствена така што постапувам во денешно време и памтам случаи пред толку многу време што се случиле и тоа многу подобро отколку што сега, например, што има некои ситуации. Ако има некои такви, пишете во коментари, ако има такви други луѓе, мислам, стварно. И ми текна како интересно, например, имав еден притисок порано, нели кога бев тие таму колку 18 години, имав притисок тој период, ќе кажам зошто ги имав тој притисок. Притисокот беше дека јас, например, се чувствував многу отфрлено, многу осамено. Значи, не само осамено, значи како да кажам, значи буквално впечатокот за мене и мојот живот е дека буквално како да бев тргната од околината, од мнозинството, како да бев невидливо изолирана од мнозинството. Значи, тоа е повеќе од осаменост. Значи, некогаш човек свесно сам си се осамува и си вика сакам малце да бидам осамен. Ама ја не бев само осамена. Него тоа беше малце многу повеќе од осаменост. Тоа беше така можам само да го именувам, дека како едноставно невидливо изолирана од околината. Денеска, например, за тоа нешто има термин што се вика булинг, ама значи не ми е целта сега да одам во насока на тоа како
Дали е тоа добро или лошо, тоа како, значи кажувам од аспект што јас сум доживувала. Значи јас сум се чувствувала како да сум на еден пуст остров, да речам, тргната на еден невидлив пуст остров, оставена таму да живеам сама. И многу работи што ги праве во животот, многу одлуки што ги донесував, да речам, во животот, коренот на тие одлуки беше токму таквиот впечаток мој за мене и мојот живот, за да можам, значи, да излезам од тој невидлив остров. Значи, ме разбирате? Сега, во тогашно време, еден од начините на кој што сум заклучила дека ќе излезам од тој мој невидлив остров е дека ако се запишам на факултет, нели? Ако се запишам на факултет и ако бидам академски граѓанин на ово општество, тогаш ќе ја надминам таа бариера што стои помеѓу мене и другите луѓе и тогаш повеќе ќе ме дружат, односно тогаш повеќе ќе имам контакт и нема да бидам толку невидливо изолирана. И така, далечната 2000-2001, мислам дека така нешто тој период беше, кога одлучив да се запишам на било што. Значи, што год би дојде од тој момент што би беше available, значи достапно, на тоа се запишав. Значи, не е важно кој факултет. И се запишав на факултет со цел да избегнам од таа моја осаменост. Интересно е, ова ќе го споменам. Тогаш спомнав и во другите видеи, пак ќе го спомнам ова, дека порано пишував дневници. Како што сега имам порив да правам видеа и да ги споделувам, така порано правев дневници. Многу сакав да споделувам. Иако бев толку фатена во тој невидлив магичен круг, јас сепак поривот мој, желбата моја да комуницирам беше и се уште огромна. И имаше една интересно, тој период, значи беше многу познат, излезе во јавноста филмот со Том Хенкс. Не се сеќавам како се викаше, ама филмот беше со Том Хенкс како тој во бродолом завршува на еден пуст остров. И на тој пуст остров поминува многу години. Сега не се сеќавам точно, значи тоа вакво беше, тоа беше одамна, ми звонеш телефонот, па да тоа мора да го исклучам. Тоа беше одамна, не се сеќавам на филмот како се викаше, меѓутоа Том Хенкс завршува на пуст остров. Завршува на пуст остров и е таму сам неколку години. Мислам дека тоа дури е повистинска приказна напишана на филмот. Како што е тој сам таму, бидејќи е навистина тешко и полудувачки да бидеш сам, нели? Том Хенкс имаше една топка, бейсбол топка од марката Вилсон. И што направи? За да биде со некого, да разговара со некого, па макар и со некој измислен, имагинативен лик, нацрта очи, уста, нос на таа топката и, бидејќи беше од марката Вилсон, нели, си ја нарече топката Вилсон. И со Вилсон он си разговараше цели денови и ноќи. Се до оној момент, не знам, малце смешна е таа сцена, која памти, знае зашто ќе зборам, ама не можам сега да изимитирам. Толку смешно. Почна, нели, се потруди да направи сплав и со сплавот да избега од островот, зашто се беше подобро отколку да остане сам и да умре сам на тој остров, и се качи заедно со топката. Меѓутоа се случува повторно бура едно друго и он вака така, значи Вилсон му падна вода, не можеше по него да трча. И овој сирото онака вика: Вилсон! Сееш, плаче по Вилсон. Толку, значи, дури се сврза со топката, толку, значи, нели, знаеме психологија, кој учил, барем малце кој што прочитал, знае дека на човекот, дури на животните, знаеме дека им треба, значи, базична, основна органска потреба имаме или имаат сите тие животински видови од блискост. И таква бев и јас.
И што сакав да кажам, се занесов со ова приказна. И поентата беше, нели, затоа јас всушност се запишувам на факултет со цел да го скршам мостот кој што невидливо стои помеѓу мене и останатите луѓе, што ме држи мене фактички на тој пуст остров. Меѓутоа, поентата беше ова. Поентата беше дека сите ние, значи, исто така, меѓу другото, кој што нема да се запишеме на факултети, значи, буквално можеме да се помножиме пута нула. Односно, дека од нас буквално во животот ништо нема да биде, ќе практично така имаш еден впечаток, остава оние луѓе кои што напнуваа да се проложи, нели, на високо образование. Печатокот беше дека ако не се запишеш на факултет и ако не проложиш, практично ти си оставен на буниште. Значи нема, во животот не добиваш апсолутно ништо. И јас закасав на таа идеја, меѓу другото, нели, затоа и закасав. Закасав на таа идеја и одев на факултет доста долго, нема да кажувам колку долго, нема да кажувам детали, друго ми е поентата, и не го заврши факултетот, се откажав од него, воопшто никогаш не додов во никаква допирна точка со тоа што го учев во мојот живот. Тоест, и плюс, значи, работев многу други работни места, и плюс на крајот сега повторно работам нешто исто така што нема никаква врска со факултетот, кој што од се срце го сакам, значи јас од се срце сакам да правам кути, да работам и слично и тоа се, значи не ми смета што е тоа, да речам, работа која што не е со диплома, значи која што е практично занает, нели? И сакав да кажам дека така сега, например, во овој период, не е тоа период краток, тоа е долг период наназад, сведоци сме на тоа колку од Македонија се иселија луѓе. Сведоци сме на тоа дека од Македонија навистина жалосно се иселуваат цели семејства. Барем таква информација доаѓа до нас, а и нормално, мислам, очигледно е дека луѓе кои што буквално ги знаеш, ги познаваш, слушаш, дека веќе не се тука, значи веќе си одат. И луѓе што лично може не ги познаш преку Facebook или било како, гледаш дека навистина работата е дека тие заминуваат. Меѓутоа, повторно, нели се јавува и ке мене таа желба, као сите си одат, па чекај ја да си одам, свекаш ако така, дај птиците летаат, нели, на југ, да и јас кидам со нив, да се избидам во јатото. И интересно е тоа, како пред некој ден ми дојде идеја во главава, што не сум размислувала на тоа ја лично, тоа го припишувам на Светиот Дух. Искрено кажам, затоа што нормално, јас не знам, веројатно како и многу од вас, практикувам да се молам во текот на денот, затоа што сметам дека во согласност со Творецот наш ќе ги донесеме најдобрите одлуки за нашиот живот. И така се молев, доста долго време се молев да видам што е оваа потреба, значи каква е оваа просто кажано нужда да се замине од овдека и да се има толкова, да речем, да се создаде во мене, да речем, и толкав порив, онака за чекај, малце, може ја треба да си одам од тука. И интересно е што со Божја помош ми дојде на мисла, ми дојде во глава оваа мисла дека како што далечната 2000-2001 или тие години понатаму, кој што, да речем, светот ме убеди дека ако не го правам тоа што го прават сите, дека ќе пропаднам, дека е сосема исто и сега, после 20 години, истата мисла да ме тера и истата мисла да ми создава, да речем, неспокој, а повторно да не е точна. Не знам дали ме разбирате што сакам да кажам. Знаеш, онака, запиши се на факултет, без тоа се никој ништо ваква така, меѓутоа испадна дека не е баш така. И сега повторно, да речем, после толку многу години ме напиња мислата, исели се без иселувањето се, никој ништо, ќе пропаднеш во Македонија, нема тука никаков просперитет, тука нема живот, тука нема ова, тука нема она. И онака,
таа мисла ми дојде како буквален пркос и вика, чекај малце. Не беше така тогаш, нели, кога бев убедена дека тоа е така, а нема ни сега да биде тоа така. Нели? И така си добив, да речам, спокој во душата. И сепак, бидејќи сепак на овој, не знам, исто не знам дали доволно објаснав што сакав да кажам, дека ова сепак го кажувам баш онака во слава на Бога. Како е он интересен и како функционира и како одговара на нашите сомнежи и недоумици. И за тоа викам, чекај да го споделам. Тоа е тоа. Тоа е тоа. Ако ви беше интересно видеово, окей, ај тоа лајкнете го, нема врска, ама ако некој од овие работи што ги кажав ви дојдоа интересни или пак можеби сте ги доживеали и вие, баш би било убаво однака да земете, да пишете во коментари или слично, да си прокомуницираме малце. Искрено, пак ќе речам, мене оваа можност со YouTube-ов ми е многу интересна. Многу интересна. Да можеш онака да седиш и да си правиш видео со кое што ќе земеш и ќе искомуницираш со луѓе што не ги знаеш. Точно некои од нив може да бидат многу злобни и да те нападнат со дебела количина на злоба, ама исто така сите тие луѓе што не ги знаеш, исто така може да ти пратат огромна количина на љубов и позитивна енергија. И тоа на тема која што можеби на нив им е блиска. Тоа е прекрасно. Тоа е многу интересно и многу прекрасно. И така, тоа е тоа. Значи, ние сме во страсната седмица, не го заборавајте тоа е прекрасно. Многу го сакам Великден како празник. Сигурна сум дека и многу други луѓе го сакаат Великден како празник, зашто Великден е, не знам, mind blowing. Великден е прекрасен. И едвај чекам да го доживеам повторно Великден. Едвај. Тоа е тоа. Бај, се гледаме во некое следно видео. Чао.